Добар ден, ученици! Добре дојдовте во училница на денешниот час по математика. Јас сум наставничката Весна Чижбановска-Трифуновска и на денешниот час по математика ќе обработиме содржина од темата број и решавање проблеми. Целта на овој час е да научиме да разложуваме броеви до 20 на парови и да запишуваме соодветни факти за собирање и одземање. Најнапред да се потсетиме на кои парови броеви можеме да го разложиме бројот 20. Еве ги паровите. Тоа се 1 и 19, 2 и 18, 3 и 17, 4 и 16, 5 и 15, 6 и 14, 7 и 13, 8 и 12, 9 и 11, 10 и 10. Вкупно 10 парови броеви и секој од нив прави 20. Како што бројот 20 можеме да го разложиме на парови броеви, така можеме да ги разложуваме и останатите броеви. Тоа може да го направиме со помош на разни манипулативи, топчиња, коцки и слично, меѓутоа, тоа може да го направиме и со помош на бројна низа. Денес ќе научиме како ќе разложуваме со помош на бројна низа. Еве кутичката на бројот 1. Во неа е напишан бројот 1, а под него се напишани паровите броеви кои прават 1. Тие се запишани со броен израз. Всушност забележуваме дека тоа е еден пар броеви, но собироците си ги промениле местата и затоа имаме два пари. Еве и кутичката на бројот 7. Во неа на врвот е бројот 7, а под него се наоѓаат паровите кои прават 7. И тие се запишани со броен израз. Еве, тоа се паровите 0 и 7, 1 и 6, 2 и 5, 3 и 4. Од десната страна се истите тие парови, но со променети места на собироците. Како најлесно можеме да откриеме парови броеви, чиј збир е некој даден број? Еве кутичката на бројот 9. На кровот е запишан бројот 9, меѓутоа не достигаат паровите броеви. За да ги откриеме, ќе ни биде потребна бројна низа. Еве и бројната низа и да започнеме. Започнуваме од 0. 0 плюс колку ќе биде 9, или кој број треба да го додадеме на 0, за да добиеме 9. Како ќе го направиме тоа? На бројната низа треба да застанеме на 0 и да броиме до 9. Колку пати ќе скокнеме до бројот 9, ќе ни каже кој е бројот, односно парот на нулата за да направи 9. Застануваме на нулата и скокаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значи парот ќе биде 9. 0 и 9 прават 9. Продолжуваме понатаму. Со 1. Кој ќе биде парот на 1 за да направиме 9? Овој пат застануваме и почнуваме од 1. Скокаме до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скокнав 8 пати. Значи парот на 1 ќе биде 8. Продолжуваме понатаму со 2. Сега ќе застанеме на бројот 2 и ќе скокаме повторно до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Парот на 2 е 7. Продолжуваме со 3. Застануваме на 3 и скокаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Парот на 3 е бројот 6. Понатаму продолжуваме со 4. Застануваме на 4 и повторно скокаме. 1, 2, 3, 4, 5. Парот на 4 е бројот 5.
Продолжуваме сега на следната страна. Тоа е бројот 5. Кој е парот на 5 за да направиме 9? Сега веќе и не мора да броиме, затоа што од другата страна го гледаме тој пар само со променети места на собироците. Веднаш забележуваме дека парот на 5 е бројот 4. Потоа на ред ни доаѓа бројот 6. Кој е парот на бројот 6? Гледаме од левата страна и знаеме дека тоа е бројот 3. Потоа 7 и за 7 веднаш забележуваме дека тоа е бројот 2. Одиме на 8. 8, колку треба да додадеме на 8 за да биде 9? И тој одговор го имаме од левата страна, тоа е бројот 1. И 9, на 9 треба да додадеме 0 и ќе бидат 9. Сега ги откривме паровите броеви кои прават 9, меѓутоа како тоа ќе го докажеме доколку некој не ни верува. Еве ќе го земеме за пример парот 2 и 7. Вели 2 и 7 прават 9, но како ние тоа ќе го докажеме? Многу едноставно со помош на собирање или одземање. Ако ги собереме 2 плюс 7, ќе откриеме дека тоа е 9. Или со промена на местата на собироците, 7 плюс 2 исто така се 9. Сега можеме тоа да го откриеме и со помош на одземање. Што треба да направиме? Од 9 да одземеме 2 и ќе добиеме 7. Ајде да провериме дали е тоа точно. Застануваме на 9 и ќе скокаме 2 пати до седмицата. Треба да стигнеме да видиме дали е точно. Застануваме на 9 и скокаме 1, 2. Еве сум на бројот 7. И уште еден факт од одземањето. Од 9 да одземеме 7, треба да добиеме 2. Застануваме на 9 и скокаме наназад 7 пати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еве сум на бројот 2. Значи дека тврдењето е точно. Одиме понатаму и сега кога знаеме како да ги пронајдеме паровите, да научиме и како да пронајдеме и бројот парот доколку ни недостига. Еве две задачи. На врвот, првата задача на врвот е бројот 12. Под него е бројот 6 и до другото јаболче недостига број. Колку треба, задачата е колку треба да додадеме на 6 за да добиеме 12. Што треба да направиме во овој случај? Застануваме на 6-ката и скокаме до 12. Колку пати ќе скокнеме, тоа ќе ни го каже одговорот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скокнав 6 пати. Значи парот на бројот 6 ќе биде 6. Сега како тоа би го запишале со собирање и со одземање? 6 плюс 6 е еднакво на 12. А со одземање 12 минус 6 е еднакво на 6. Значи задачата ни е точна. Ајде да видиме втората. На врвот е бројот 5. Од оздола имаме 2 и едно празно јаболче. Колку треба да додадеме на 2 за да имаме 5? Застануваме на двојката и скокаме до 5. 1, 2, 3. На 2 треба да додадеме 3 за да имаме 5. Ајде да видиме како тоа ќе го запишеме со фактите за собирање и одземање. Најнапред ги собираме 2 плюс 3, тоа е еднакво на 5. Исто така и 3 плюс 2 е еднакво на 5. И со помош на одземање, од 5 ќе одземеме 2, ќе добиеме 3 и од 5 ќе одземеме 3, добиеме 2. Задачите ги решивме. Сега, за да си проверите дали сте научиле, треба да го направите следново.
Прво, подгответе ја бројната низа до 20. Потоа, на лист препишете ги задачите од сликата и пронајдете ги броевите кои недостасуваат. Еве ги задачите. Значи, бараме пар броеви кои прават 2, пар броеви кои прават 8, пар броеви кои прават 9 и пар броеви кои прават 11. И на крај треба да ги запишете фактите за собирање и одземање за секоја од овие 4 задачи. Ви благодарам на вниманието. Се надевам успешно ќе ги завршите задачите.